Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 6 и 7 издание и чести задоволство ми престанува што со мене вечерва е една режисерка од помладата генерација на автори кои излегуваат од сцената на ФДУ, која ако продолжи да работи со непоколебливост и јасна и пред се доследна визија како досега, тогаш поиднина ќе слушаме и изборуваме многу за низиниот опус. Но денес ќе разговараме за низините ликови кои се соочуваат со непремостиви губитоци и секој на свој начин изнаоѓа сила за да се справи со предизвиците кои ги носи наредниот ден, меѓутоа со дупка во душата. Го познава филмскиот јазик, им асистира на повозрасните колеги и колешки и го гради сопствениот изразен стил, пробувајќи се и пробивајќи се со различни филмски форми и облици. Привилегиран сум што денес во емисијата ми гостува режисерката Тина Величковиќ. Добре дојде. Фала ти за зборовите и мене ми е чест и задоволство да сум тука од подмладите генерации. Тоа до крајот на животот, мислам не до крајот на животот, али во наредниве 20 години ќе го слушаш. Пошто нели, млада генерација е од до 50 години кај нас. Почнувам да не сум најмалата на сетот и тоа више ме вознемирува, затоа што се појавуваат и помлади и помали колеги. И конкуренција добиваш? Не конкуренција, него ми фали да бидам најмалата. Сега имам некоја доза на одговорност. Да, ќе ја исполниш за секој случај, потребно е и тоа. Кажи ми, на почетокот на емисијата сакам да поразговараме за тоа како беше првично изложена на филмот и како филмот влезе всушност како еден начин на твоја експресија. Кажи ми, кога за прв пат се соочи со филмската уметност? Беше тоа преку малиот екран? Кој ти било прво доживување на филм во кино, ако можеш да се сетиш? Прво искуство во кино е многу интересно затоа што во Куманово има кино кое што е мислам дека и не ни функционира моментов. Кино напредок беше тоа? Не. Козјак, извини, да. И знам дека не носеа преку школа, организирано, беше преладно, само тоа се сеќавам, нит памтам што гледав, нит зошто. Тоа, а со филмови, знам дека уште од мала многу сакав да гледам и памтам еден момент точно кога брат ми беше на екскурзија, татко ми купи DVD и со мајка ми бевме на пазар и купивме касета од некои српски филмови. Добро. CD не беше. CD, така. Да. И ги гледав истите филмови по 100 пати и после нели немавме Netflix од тоа време и чекаше да дојде 9:15 на тој канал, тој филм. Добро. И така, мислам, сакав, не знам дека со тоа сакам да се бавам, ама сакав да ги гледам. Значи беше изложено, чекаше тоа на телевизија што ќе се прикаже, меѓутоа колку па тоа изнајмување на филмови воопшто имало удел во твојот живот, DVD-теки? Па не сум, тоа воопшто немал удел, пошто не сум се сретнала со изнајмување, пошто првото беше купување на CD и после више почна да издегуваат онлайн филмови со преводом. Така. Каде што можеш да гледаш и ти да се диктираш што ќе се гледа, да. 480 пиксели. Па во ред сега, тие беа условите се, нели? И понудите на интернет пакетите кои што ги имавме, за да може тоа се да го isprocesира компјутерот. Меѓутоа, кажи ми кое па ти е најдобро искуство на гледање на филм во кино, кое што го памтиш, некаде каде што филмот ти има допрена? Ако првото искуство е тоа смрзнувачкото, во сега веќе непостоечкото кино, кое е најдобро кога ти има удрено од земја некој филм? На 2022 на фестивалот во Загреб со една колешка од факултет која што студира продукција со Рамона. Бевме таму на еден пичинг и се трудевме да изгледаме што е можно повеќе филмови. И една вечерка што не ни се гледаше баш филм, ајде некако се натеравме да отидеме да гледаме филм под наслов Safe Place. Океј. И јас немав никаква, пошто не сакам да гледам трейлери, не сакам да читам што е филмот. Така. Мислам, ме интересира кој игра, кој го режира. Толку. Си же една линија, да. Да, не ќам трейлер, не ќам да ми најави нешто многу. Се разбираме тука. Да, и влегов на филмот
и искочив и мислам дека со Рамона само се искомунициравме кај ќе јадеме и тоа беше и седнавме и јадевме и 4 сати не зборевме и од тогаш единствената работа што ја збораме дека луѓето треба да го гледаат филмот пошто е не знам, тој филм има треснато од земја и мислам дека не сум имала такво искуство со некој друг филм. Мислам сигурно сум имала, ма траело многу пократко, пошто ова и денес кога ќе ми текне на филмот ми е сега да го пуштиш, ќе го гледаме и пак ќе ти ги кажувам истите работи на кои што сум се воодушевувала. Тој беше Хрватска, Словенија копродукција, нешто така? Па не знам дали е Словенија, знам дека е хрватски филм на Јуреј Леротич, така. Он е и режисерот, и игра, и си представува лична приказна, така. И кинематограферот беше оваа година на Манаки. И се запознавме со него и таму беше прикажан оваа година. Мислам, минатата беше. Така што го гледав филмот и знам зошто има некаква си корелација и со твоите филмови, локацијата каде е снимат филмот и со твоите филмови кои ги снимаш и е една прилично тешка и болна приказна која буквално душата си има отворено и самиот режисер за да може да го сними тоа дело, така што одлично остварување дефинитивно. Си носталгично врзана кон некој филм кој можеби од денешна перспектива и знаеш дека не е толку добар, меѓутоа тебе ти се допаѓа затоа што ти буди убави спомени? Да. Добро. Тоа е, не знам, една пресмешна приказна. Ајде. Бев, мислам, како гледам филмови, се обседнувам, еден период кога гледам филмови од тој автор. Океј, добро. И дур не ги изгледам сите, не постои друго нешто. Добро. И дали е режисер, кинематографер, актер, актерка, гледам. Цела филмографија. И да, еднаш бев обседната, имав период на Винона Райдер. Океј. И го гледав Girl Interrupted. Так. Со Джоли. Се разбира. И го гледав еднаш. И после тоа бев со една со мојата недобра другарка од Куманово, Миријана. Така. И го гледавме со неја филмот. Пошто не ќе ја да си го замарам мозокот со нешто друго, тогаш мислам и дека се спремав за ФДУ. Гледав многу филмови, бев кај нешто што сум гледала, а и ова. Так, нека те, да. И од тогаш, секој пат кога се договараме да гледаме филм, го гледаме тој филм. Зошто? Па така, пошто си имаме муабет, знаеш кој филм не сум го гледала, кој Girl Interrupted, па да го гледаме, па ајде. Пушти. И си, не, најтрагичното е дека ние не си збориме другите филми, него ние фокусирано гледаме, мислам дека ги знам сите пошто се разбира 100.000 пати го имаме изгледано. Да, репликите веќе на памет ви се вмрежени. Реакциите, сцената со лижавчето, значи... Не, мислам дека нема очигледно некој полоелен љубител на филмот според ова што го кажуваш. Не знам дали сум не сум ни љубител на филмот, него едноставно ме поврзува со Миријана и со другарството што имам со него и ми е така ме потсеќа поише на неа филмот него што ми значи филмот. Јасно, супер. Те прелажал некојаш па омот или премиса или па ете синопсис или некој кастинг да погледнеш филма да не си го добила тоа што ти било ветено например? Па да, сигурно, ама не ми текнува сега конкретен пример. Така, со оглед на тоа што нели не се изложуваш на тизери, трейлери, значи не имаш визуелна представа освен гледаш плакатот и не знаеш, нели, гледаш само кој глуми и си викаш кој знае што ќе биде ова, да биде разочарување. Да, таа најчесто, не знам, некое можеби не е ни толку разочарување у кастингот или било што друго, тоа што ни го наметнуваат како најави, величење и ти си создаваш некои превисоки стандарди за филмот и очекувања и идеш таму и можда е стварно филмот со окей, добар, одличен, ама више ти си поставил нешто дека ќе те тресне од земја, тоа е недостижно, да. Да. Си се предомислила некојаш за некој филм кој не ти се допаднал на прво гледање, меѓутоа со тек на не знам, на гледачкото искуство си го променила тоа мислење? Значи некој филм например да не знам, не си била доволно возрасна да го разбереш или па не те интересирало во тој момент кога си го гледала. Ама подоцна кога повторно си го гледала си рекла, имало тука нешто. Па да. Најчесто тоа се филмови, конкретно филмовите кои што беа понудени
односно листа на задолжителни филмови кои што мора да ги издадеш за приемниот на ФДО. Океј, супер. Пример Blow Up. Така, добро. Не, го гледа филмот, се нервирам дека нема да ме Добро. примат, дека не разбирам. Добро. И така учиш со тек на време на ФДО, учиш историја на филм, теорија на филм, откриваш некои ствари, зашто, што, како, тој период на филмот, на создавањето, го прегледуваш филмот и Сваќаш зашто е врно дело. сваќаш зашто ти е задолжителен да го изгледаш за приемен. Точно. Супер, значи Blow Up е еден од тие. Браво, маестро Антониони. Имало некој филм кој твоите родители не ти дозволувале да го гледаш како помал? Не. Нешто ти забранувале? Добро. Па кој било пресуден миг кога одлучи дека ќе се занимаваш со филм? Имало момент во твојот живот која си рекла, знаеш како ова е тоа за мене? Па ти го спомнав пред да Ајде, почнеме ајде. со интервјуто. Добро. Учев средно училиште во гимназија во Куманово. Така? И И крај на втора година требаше да избираме смер со кој што ќе продолжиме трета и четврта година. Беа природно-математички, а Б не знам, општо, хуманистичко, Така. така мислам дека се викаше, и јазично-уметничко А и Б. Јас имав проблем со физика. Како и многу други. За разлика од биологија, хемија обожавав, математика супер, со физика не се снаоѓав баш најдобро. И за да побегнам, пошто сакав да запишам природно-математичко Б, мојата цел живот беше да запишам медицина и да се бавам со тоа. Така. И ме предомислија професорите да идам на уметничко Б, пошто ќе продолжам и поднатака да имам проблем со физика. И на јазично-уметничко Б има предмет што се вика драма. Умеѓу време јас гуглав каде има подобри факултети за медицина од Скопје Добро. и дурбарав факултети на страна. Ми се отвара факултет за драмски уметности. Добро, го отварам факултетот, пошто више имам тука влијание од предметот драма. Така. И отварам и гледам дека не е само театар и актери и другото што е поврзано со театар, него има друго нешто што е филм и што има многу други ствари. Сектори, Имаш да. режија, имаш монтажа, имаш камера за студирање. И тука бевка, режија е, убав назив за нешто. Така, значи изборот падна уште во средно. Па изборот, опцијата за Да продолжиш да се занимаваш. Идејата. Кога не ни знаев што прави, уште не знам што прави режија. Ќе научиш, имаш до крајот на животот уште да совладаш. 40 години до пензија. Минимум. Ова е само мал вовед со кој што ќе разговараме денес со Тина за филмовите кои досега ги има работено, односно ќе зборуваме и за Тага, и за Прогестеро ќе зборуваме, и за Мачка, и за сите други филмови на кои што има асистирано. Така што останете со Канал 103, следува и тоа како интересен дискурс. А почетокот на емисијата имавме можност да слушаме Пуца череп со Људи машине, потоа следува Герила со рап театар и ги слушаме Подземен ефект со подземен стил, а во продолжение слушаме еден од моите поомилени кумановски бендови, Дриома, со Decay Highway 1300, односно како што може да погодите од досегашниот избор, слушаме бендови, односно артисти од Куманово, во чест на денешната гостинка. Така што останете вечера со Канал 103. Дансе Макабре емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, бора против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секое издание на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста, за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва имаме закажано полноќен дат со смртта по 6 и 7 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Во рамките на 6 и 7 издание на Дансе Макабре ми гостува Тина Величковиќ и сакам да поразговараме во овој сегмент на емисијата за начинот на кој што ти
работиш на филмскиот сет, односно како пристапуваш пред се на изработката на твоите филмови, меѓутоа напомена процесот на како мамецот беше фрлен во твојот живот на филмот и како влезе во средно. Прашањето повеќе сакам да го врзам, дали сметаш дека има потреба од вметнување на филмот во средно училиште, односно предавања за луѓе кои што можеби би ги интересирало, или па филмски секции во најмала рака во средни училишта, каде би се гледале некои филмови, би се дискутирале за нив помеѓу учениците. Дали сметаш дека па со оглед на да се разбира дека е важно, пошто е многу битен сегмент од животот, за филмот. Исто така, според досегашното искуство што го имав и со моите колеги на факултет кои што имаат завршено средно училиште во Скопје, голем дел од нив имале контакти, предмети и професори со кои што учеле, збореле за филм. Мислам дека и во средно уметничко и има смер, што се вика визуелно, не знам како им се вика смерот, да бидам искрена, ама знам дека голем дел од моите колеги кои имаат завршено средно уметничко, виш има некој познавање за филм за разлика од мене и мислам дека со моето искуство од средното училиште во Куманово, мислам дека во помалите градови има поголема потреба од тоа, пошто Скопје сепак има некој допир. Ако се снима филм, 90% шансите е да се снима тука. Можеш да се сретнеш со сет, со било што. Постојат многу повици за статисти, за рандом дете од средно да се најде на нешто као реклама, као снимање филм, било што. Во најмала рака има проекции повеќе во киносали. Така, во најмала рака. Има киносали, има многу фестивали. Точно. Не знам, Македокс, Синедеј се фестивалите на кои што имам поминато најмногу време и многу ме радува дека има средношколци кои што волонтираат таму и многу учат и се запознаваат не само што гледаат филмови, туку имаат можност да присуствуваат на мастер класеви, да се запознаат со режисери, со актери, со се од филмскиот свет. Куманово, од кај што сум јас, ја немав таа можност. И јас се што научив за филм е од периодот кога се запишав на ФДУ до ден денеска и имав голема среќа дека многу рано почнав да работам на сет. Пошто и ФДУ као ФДУ не дава толкава пракса, мораш сам да се снајдеш, да се пробиеш, да видиш каде можеш да работиш, како што можеш да работиш. И затоа викам голема среќа имав дека многу рано почнав да работам на сет. И затоа мислам дека барем за Куманово, мислам дека е потребна поголема присутност на филм во училиштата. Да, па дури последниве неколку години започнаа и кумановски филмски фестивали да се организираат, што е некаква иновација, барем за самиот град, и мислам дека фотоклуб има Козја, како не се лажам, дека функционира се уште во некаква форма, ама сепак тоа се многу мали изблици на кои што филмот е застапен во градот пред се. Да, а треба повеќе да има тоа. Треба да биде многу позастапен. Не знам сега каква е ситуацијата во другите градови. Не знам ни каква е у Куманово, пошто сум многу оддалечена од тоа. Али треба филмот да го најде местото свој во средношколските клуби. Треба да го најдеме место, треба да најдеме начин како да им покажеме што е филм, пошто не јас во средно имав прв контакт со режија и со све, ама пак бев стотици чекори назад од што е режија. Така. Пошто не имаш милион, јас денеска имам милион други поинтересни работи во процесот на создавање на филм од што режијата или снимање, пошто снимање звучи интересно и на моите другари кои што не се бават со филм, кои им раскажам како изгледа ден на сеце, звучи интересно, ама ја не би го правила ова, пошто 12 сати негде, не, ама им е интересно. Зашто тоа да не се раскаже на средношколци кои што може да пројават интерес? Точно, да се најдат некаде во некоја од тие позиции кои на сет се повеќе од потребни за тоа што некогаш се дефицитарни пред се. Знаеш и самата си се соочила со таков проблем. Најмалку како
продакшн асистенти. Завршуваш една академско поглавје од животот, студиите на ФДУ. Кажи ми по што ќе ги памтиш и во кои аспект ти помогнаа да станеш подобар режисер? Па што ќе ги памтам, ги памтам по луѓето кои што ги запознав. Океј, добро. Пошто освен знаењето кое што сум преблагодарна дека го стекнав, ама тоа на некој начин следува со тоа што студираш факултет. Да, не знам зашто го студираш ако не научиш. Ама мислам дека на ФДУ имав многу голема среќа и можност да се запознам со луѓе со кои што не е само да соработувам и да правам успешни проекти, да бидат они дел од моите и јас од нивните, туку запознав луѓе кои што ми се на некој начин фамилијата што ми е тука у Скопје. Пошто моите се во Куманово, тука имам луѓе кои што сум ги запознала ради факултетот и ми се најблиски што ги имам во животот. Така. Сметаш дека имате доволно опрема и средства на располагање за да снимите конкурентни филмови со останатите факултети надвор во споредба со оглед на тоа што барем колку што може да слушнеме од студенти кои студираат надвор од Скопје, односно на некои од европските факултети, и тие дури започнаа во даден момент да ми се жалат дека немаат опрема на располагање и бев као, окей, чекај, како стоиме визави, не знам, ФАМУ или визави Софија? Па ние имавме среќа, барем јас додека студирав, да добиеме опрема, што мислам дека во рамките на снимање студентски филм е задоволително. Супер. Така, добро. Да. Кога бевме прва година немавме ништо, плюс не фати период на корона и карантини и све. Ама денеска јас и дипломскиот и претходниот филм ја снимам со таа опрема, да, фали нешто, фали фокус, фали, не знам, еве чекај што најчесто позајмуваме. Светло. Не. Не, има. Астери, еве, конкретно тоа знам дека го позајмуваме за секој филм. Ама од друга страна имаме прекрасни колеги кои што го поминале процесот на неаме пари за филм и се апсолутно отворени да ни помогнат. Исто така, друга работа што многу фали на ФДУ и што се надевам дека ќе се реши е тоа, да, имаме опрема. Добро. Ама ни треба превоз за таа опрема од тука до тука. Јас би сакала ФДУ да добие едно комбе. Можност, да. Пошто ако сакаш надвор од округот, нели, на факултетот да снимаш, мислам, пожално е. Не, постои начин, сега, ама убаво е да има едно барем. Барем ќе го позајмувате, кој кога може. Колку па има соработка со останатите студиски групи на ФДУ и колку се создаваат таму соработки кои би ги негувала понатаму во некои идни проекти? Па мислам дека на ФДУ не можеш да обстојуваш ако немаш соработка со било која катедра од ФДУ. Особено соработка помеѓу филмските катедри и после тоа продолжува нели со студентите од актерска игра. Јас многу се дружев и се уште се дружам со колеги кои што учат и се бават со театар. И тука некаде се наоѓаме и да си помагаме и да си се посоветуваме. Јас сега сценариото што го напишав прво го дадов на колешките од театарска режија да го прочитаат, затоа што они имаат една друга перспектива и друг начин на гледање на работите. И мислам дека соработката е многу значаен момент за не само за соработка да успее проектот, него за поддршка. Апсолутно. И тоа на ФДУ мислам дека постои, барем ако ги имаш вистинските луѓе околу тебе. А што се покажало точно во пракса на среде снимање наспроти предавањето, односно што може да се научи само на снимање, а не од теорија? Дека мора да импровизираш многу често. Така, значи тоа е клучното за Да, пошто јас тоа го сватив на ФДУ, има еден момент кај што нели ни збора дека мора да имаме книга на снимање, мора да имаш сценарио, мора да имаш све. И доаѓаш на момент, мислам јас и Димитар Атанасовски, што ме е директор на фотографија на сите филмови, правиме ненормални подготовки и месеци седење и идење на локацијата по 100 пати и све планирање, ама едноставно кога ќе отидеме на снимање, кога ќе сватиме дека камерата не ја собира или нема начин како да го изведеме тоа, да импровизираме минимално затоа што сме подготвени од претходно многу.
Така? Ама некад мора да се оддале, не можеш да имаш железна книга на снимање, не можеш да имаш Точно. фиксно сценарий, фиксно вакво. И мислам дека тоа е една од многуте работи кои што е вон пракса, вон теорија. Мораш да имаш план Б, С и Д, по зависност од локацијата. Може зграда да никне на местото каде што сакаш да снимаш на ливадата. За 6 месеци се на тоа кај случува. живееме. Да. Мораш да бидеш подготвена и на тоа. Колку па школото ти го промени начинот на гледање на филмовите, односно изучување на филмскиот јазик? Многу сватив дека све тоа што не ќе сакам. Добро. Во Да. контекст? Во контекст на имаме предавање со професорот Така. Владимир Блажевски. Така. Он збори нешто, ни предава, јас тоа фиксно го негирам, фиксно тоа не ми се Така. свиѓа. Седнувам да го учам за испит, ги гледам филмовите, јас сум фан на Запрепастена тоа. дека се Јас сум добри, на тоа да. фан, али вака јас негирам, мене тој начин на работа не ми се допаѓа, тој стил не го сакам. Така. И сватив дека сум таков човек. Многу сакам Додека не се комедија, соочи. пример како жанр, ми ги гледаш филмовите. Нема од комедија, 1000 километри далеко од комедија. Да. Као антиподе, буквално антитежа е на нив, меѓутоа очигледно ќе дочекаме некојаш и тоа да го погледнеме од твоја страна. Ако почнам да сакам трагедија. Фер. Колку па барањето на локација, скаутингот ти е пресуден во еден филм? Колку ти менува за изгледот на самиот филм? Колку е важно? Па тоа е еден чуден начин и чуден однос што го имаме со Димитар. Пример, кога му праќам сценарио да го прочита, најчесто го гледа, треба да најдеме прво заедничко гледање на работата. Јасно. Тоа е, до сега имаме 3 кратки филма, на 3 филма сме биле као го замислуваш така, супер, и јас со тоа што јас мислам ова, добро, ајде локации. Сега замисли ти имаш двајца луѓе што замислиле нешто Да, и тоа мора да се најде точно. така. Како што сме го замислиле. Сега ако не сме го замислиле, а сме нашле нешто интересно, правиме адаптација на тоа што не е замислено, како ќе го спроведеме у тој простор кај што сме го нашле. Добре. Да, и сега пример спремаме уште еден краток филм, кај што јас имам визуализирано точно се што сакам и како сакам да изгледа и начинот на снимање, Добро. односно на кадрирање на Така. визуелниот јазик, ама знам у старт дека ќе имам проблем со локација. Јас сум спремна за компромиси се, али сум убедена у тоа дека ќе ни се посреќи. Пример, 5 дена у болница снимање, исто така беше на Лудничево кога го изговарав на глас, па успеавме да снимаме 6 дена у болница. Супер. Значи, секогаш има решение ако Ако знаеш како. знаеш како, да. Ако знаеш како да Да дојдеш до него, да. Прв ден, прв сет може да се присетиш кога си било? да. Ајде. Кај нашите колеги Батохан Ибрахим и Стефан Добре. Ѓурѓиевски снима магистерски филм, Мавера го снима. Мавера, добро. И затоа што ние бевме студенти втора година, не пуштеат факултет да идеме на снимањето. Снима 12 дена краток филм. И тоа беше едно од моите први искуства, кај што пак бев поопуштена, имав колегите ги знаев до некаде, пак беа постари од мене, имав се уште имам почица, разбира за нив, ама тоа е втора година, некој повозрасен колега те вика да работиш, имаш доза на одговорност. И од таму продолжува. Па добро си се изложила на екипа која што е подготвена да даде 110% кога Да, се и работи филм. тоа е многу убава работа, Добар затоа што пример. истата екипа до ден денес и Батухан, јас таму бев прв асистент, не знаев ништо, улогата на прв асистент, ама учев. Добро. Од тогаш Батухан работи кај мене, јас Точно. за све што треба сум спремна да му помогнам. Така. Со Стефан имаме супер соработка, со сите луѓе од сектор камера и светло што беа таму, и ден денеска си работиме и си помагаме на вакви проекти. Да, и тоа е супер дека кликнавме у старт и е интересно, пошто работиш со луѓе што ти се другари, колеги, и знаеш дека дават максимум за да ти помогнат. Ама ги имате истите убедувања за тоа како се работи филм, односно таа пожртвуваност, таа посветеност, тоа
работење 10-20 сати ако треба, Сите само да се имаме направи. истата љубов, истата цел желба, да. пред се, да. И затоа е кликнувањето тоа што е. А се случило некаква среќа во несреќа да си планирала на еден начин да снимиш некоја сцена, меѓутоа на сет да си се адаптирала Не. за таа сцена? Или мора да биде фиксирана? Мора да е фиксиран. Одлично од почеток, да. Барем со Димитар Нема бегање од план. Нема нешто што може да откриеме нешто што е поинтересно, покомпатибилно на тоа што сакаме да го постигнеме. Така? Ама мислам дека до сега не сме направиле некоја импровизација. Така, значи тоа што е фиксирано во кадар фиксирано е и евентуално нешто да се смени дополнително во Менуваме, ама тоа се некои Супилно. ситници, Да, типот да, на да швенкне минимално лево да, или да. не знам што, ама доста сме спремни, доста идеме по локации, Супер. дури објективи точни, мислам све пробуваме да сме Прецизирано уште најточни. пред да снимате, јасно. А си преснимила некоја сцена дополнително која не ти се допаднало како изгледала на иницијално снимање? Си се вратила некојаш на сет да надополниш? Не? Си преживеала тоа што го имаме, работиме со тоа. Не сум имала потреба Добро. да размислам да преснимам нешто. Така? Значи не си била во таква ситуација као да имаш сомнеш дека можеби не ја фативме како што треба одредена сцена. Не, тераме до крај, као сега го снимаме Океј. и ќе снимаме 25 дек како треба. Добро. А мора да се извади. Да, мора да се извади Добро. тоа што сме замислили. Добро. А си се соочила со предизвици на снимање на локација од типот на околината, времето, екстерните фактори за екстериери збор. Единственото и најтешкото, мислам дека пошто не знам, прогестерале 90% интериер, Интериер, да. сенките, дипломскиот филм е цел интериер. Најтешко, предпоставувам, беше со снимањето на Тага, затоа што беше 5 ноќи у декември. И последниот ден, мислам дека Филип Трајковиќ и Јања Митич доста многу не мразеа. Добро. Пошто Некој болен, некој настинал тогаш најверојатно. Па не настина, мислам, не знам, пошто беше среќа беше последен ден на снимање, Добро. ама знам дека измрзна многу. Мислам, Димитар повеќе го мрази од мене, али? Па добро, повеќе време треба да помине дека постави камерата. Тој си ја бирал таа Тоа професија. беше, ама не беше нешто Така, што така, моравме така. да правиме компромис, ама беше преладно. Јасно. Ама мора да се снима тогаш. Така, мислам, си ја бараш естетиката да ти биде зимска. Се снимало повеќе од предвиденото во текот на денот, се заглавувала? Или саат-два било најсило? Еднаш. Затоа ги И тоа правиме е тие ретко. подготовки за Да, да за немаме да нема. толку каснење, овертајм и чуда и си дозволуваме у условите кај што у неусловите, нели, кај што Јасно. немаме пари, барем да имаме време и наместо да снимаме 3 дена, ние бираме 5 дена да снимаме. Супер, да не се форсираш. Понапорно за екипа и за сите нас, ама барем знаеме дека со време еве сега на Океј. дипломскиот имавме 1 саат 2, ама Не се сеќава тоа воопшто кога се работи па посветено. да, пошто стендиот Да. ден знаевме дека ќе ни биде 3 сцени кратки по 2 кадри и си Да, дозволивме дај да го завршиме денот и утре да биде поладен. Полабав, да, паметно. Си го имала луксузот да снимаш хронолошки некогаш? Не, претпоставувам. Не, ама до сега јас си правам план на снимање така што си правам како мене ми отколку. Океј, фер. Па да, пошто немам најдобро знам локацијата, Кога би била на кога располагање? да, со Димитар сме у постојана комуникација за него, за светло што како, јас знам како за актерите што е подобро, кој дел од денот, Да, после која сцена која да ја ставам и најчесто Точно. така си ги прави. бираш врз основа на тежината или на расположливост. Лесно се помируваш со загубена локација, човек или опрема? Еднаш имавме проблем, за Тага имавме проблем со локација, Добро.
ама го адаптиравме и да, тешко ми беше моментот, пошто си замислив едно, тоа беше прв пат да не добиеме нешто што сме посакале. Али нели мора да се надмине и тоа. Сакале или не? Да. Некако го адаптиравме само едноставно. Добро. Едноставно. Тешко беше тешко беше да го прифатиме тоа дека немаме таа локација што сме ја замислиле. Да, затоа што врзани сте во главата. Ама сте сега врзани, во овој да. момент мислам дека подобро за целиот филм тоа што се деси. Така, меѓутоа како се помируваш како знаеш дека нема да можеш на пример со дел од екипата со работиш со одреден човек или што си планирал или па ако не знам дело да опрема ти фали. Се случило тоа? Делот опрема нема да фали. Океј, да, што ја имате. Не, Фер. пошто да, ти кажав Така, претходно дека има колеги повозрастни кои што ни помагаат премногу Точно. и да не се они немаше да ни постојат филмовите вакви какви што се. До сега најтешко ми било да сакам да работам со една актерка и да не можам. И Јасно. али тоа е. Тоа е само мојата глава замислено дека мора така да биде. А има солуции, се разбира, со други може да го постигнат очигледно зацртаното. Или мора. Ќе биде друг пат. Може, ќе биде ама- и друг пат. Ќе имаш може да соработуваш, претпоставувам. Колку па вежбаш со актерите на филм? Практикуваш да има проби повеќе или па ги штедиш за пред камера? Каков ти е пристап? Па не ми е толку за проби за до сега, не ми било работа од типот на да правиме анализа на сценариот Добро. или не знам да навлегуваме толку. Мислам да сакам да го знаат сценариото најдобро, сакам Sure. да ги знаат намерите, пошто до сега немам режирано нешто по туѓ текст, најчесто се мои сценарија. Ама многу ми е битно да го знам човекот со кој што работам, односно многу ми е потешко со актер што го познавам само како актер, што не го знам како човек. Многу ми е потешко за комуникацијата е од мојот карактер најверојатно потекнува. И во главном луѓето кои што ми се во филмовите, сакам не сакам да ми се блиски, сакам ако не ми се блиски да ми станат блиски во тек на процесот. Так. Тоа се случи со Филип. Например, со него го знаев колку Филип од драмски театар. Јасно. И кога се договорив дека со него ќе работам, ја секој ден бев со него. 2 месеци, 2 дена зборевме за филмот, другото беше зборење ја за мене, он за него, за животот, за Така, за пријателите, познавање, да. за све, да, за да можам и тоа вчера он ми освести еден момент кај што уствари сме кликнале за филмот. Не знам, и таков ми е начинот на работа, пошто јас не знаеш, така по принцип најчесто работам, знаеш она кога ќе направиш тоа ради тоа, таа реакција ради ова, е па се истата реакција, ама го реагираш ради ова у филмот, пошто тоа ти предизвикува. Мислам, чудно да е, повлечеш паралели, да, не, од приватен, не знам да. дали е правилно, не знам кој е Океј. правилниот начин, ама до сега ми функционирало, ќе видиме понатака што ќе откриеме. Ако работи тоа за филмот е правилниот начин, нема формула тука. Има па придобивки од употреба на пример на туршици или па би користела ли понатаму? Со оглед на тоа што кажуваш дека сакаш да се запознаеш со некој, сега сакаш да бидат тие и подготвени актери. Сега колку па би дозволила некој поради одредена физичка предиспозиција, на пример, или не знам, темперамент, енергија, би го искористила ли тоа за прв пат да се појави на камера? Или сметаш дека не може да се излече тој натурализам? Не, апсолутно. Јас мислам дека мене инстинктивно не би ми дошло да земам на туршчику филм. Добро, окей. Затоа што најчесто кога читам сценарио или кога пишувам, Добро. веќе ако пишувам веќе на некој момент, Мислиш. некој дел од сценариото, имам идеи за кој би можел ова да го игра и се разбира прво на памет ми паѓаат актери, не ми паѓа. Окей. Да. Ама би ставила некогаш ако сметаш дека окей, знаеш некој лик кој што можеби би го донел на камера заради тоа што не знам, носи нешто во себе? Можеби ако го познавам ликот, Тоа, да. некој од твојот Али преживување. вака да идам по улица и да видам и Не, да не, кажам, еј, ти Некој што го знаеш, еве да речеме, го знаеш дека има, не знам, шарм, харизма, карактер некаков, кој што можеби би бил погоден за некој лик.
Би се осмелила да му дадеш? Би се осмелила, ама Добро. ти викам пак на прва лопта не би ми дошло тоа. Добро, окей. Даваш биографија на карактер на актерите или поставаш простор да истражат и да дојдат со Па, некој нивен? најчесто сакам тоа заедно да го правиме. Окей, добро. Значи, дел ти инициираш. Јас имам нешто во мојата глава, се разбира, Така. имам биографија напишано све, ама Добро. у текот на процесот и давам некоја назнака, Мгм. оставам повеќе заедно да стигнеме до тоа. Добро. Дозволуваш тие да си изодат некаков неен пат за да се поистоветат со ликот најверојатно. Да. И сега работа со искусни актери знае да биде олеснување или па дополнителен предизвик за млада режисерка. Се Зависи стекнува со- довербата или Зависи со кој Мгм. карактер збориме, пошто Така. има актери кои што се поискусни, Мгм. кои што знаат точно што ќе функционира, ама те оставаат да погрешиш. така за да научиш. Мгм. Нека ти дозволи еден-два тека да утнеш, после да ти каже што како може да Како профункционира. може? Добро, окей. Има актери кои што многу сакаат да ти помогнат, ама што со нивните милиони идеи ти прават само да те е потешко и да не Јасно. знаеш кај тераш да се изгубиш. Така. Имаш искусни актери кои што ти даваат милиони идеи, имаат Мгм. преголема желба и Добро. не знам, ја немам лошо искуство до сега со некој актер. Мгм. Добро. Значи се од помош пред се тие искуства кои што ги имаат, се од помош за да те насочат. Океј, Сите Да се не од се губи сите време. се од желба. Тоа ја ова што го реков дека некој што има премногу идеи и ти одмага, не е тоа од лоша намера, него Да, они да. само ти нафрлаат ствари, сега ти ако си несигурен или ваку може да ти стане тоа проблематично да не знаеш више кај движиш и што ти е првичната намера и со ликот и со сцената и со действието. Ама генерално ама може да биде од помош ако ти даде опција која што не си размислила, на пример, дека е возможно, нели? Може да го збогати филмот тоа. таа ама може да те збуни моментот. Ако имаш многу работи за бирање, точно е. Тоа не ти треба да бидеш збунета на сет. Најмалку треба режисерката да биде збунета од сите тие таму. Имаат колку тека најчесто правиш? Помалку, десетина, колку тека од прилика? Многу. Многу, така, значи Многу. сакаш да ги размалтретираш. Па не, генерално, 2 од 3 кратки филми што имам се Добро. мислам прогестерира цел сцена кадар. Така. Дипломскиот ми е исто така. Голем дел е сцена кадар, има едни сцени конкретно што се особати се раскадрирани. Така. И сега сцена кадар мора све да е перфектно, мора да е светлото, кадарот, актерите. Нема бегање од тоа. Да, и затоа враќаме по 100 пати. Океј, за доброто на филмот е тоа. Правиш лукбук, мудбук, работиш значи на книга на снимање со шотлист, предпоставам, со оглед на тоа што методично си. Океј, добро. Колку па технологијата и нејзиниот избор имаат удел за квалитетот на филмот? Имаш некое преферирање во контекст на тоа што сакаш да користиш од техника? Најчесто не ме интересира затоа што му верувам на Димитар, Добро. со тоа што го прави. Супер. Типа ако мислиш на камера, техника. Да. Па не, мислам дека најбитно е да имаме добра приказна и Па секако. точна намера на актери, затоа што тоа се гледа прво. Дали е снимано со Blackmagic-от од ФДО или со најдобрата камера, мислам дека да, сигурно ќе има некоја предност, ама сега го неаме тоа и работиме со тоа што Тоа што можеме. имаш нормално, да. Колку па им даваш сугестии на техничката екипа да погледнат конкретни филмови за да разберат стилот и мудот кој што сте го зацртале, например, со Димитар? Па најчесто со Димитар тоа го правам. Добро, Прво седнуваме и наоѓаме филмови за гледање заедно, ова може вака, го видели ова, да ќе гледаме заедно и најчесто меѓу правење книга на снимање и скаут и све, голем дел од тоа е гледање филмови Така. и многу заедно гледаме филмови, бараме референци, за да Супер. оттаму извадиме и за мудборд, и за тоа што сакаме да го постигнеме и со колори, со атмосфера, и со се, и со начин на кадрирање. Супер. Кажи ми, погледна сценариото, полесно ти е да пишуваш за лик поблизок до тебе или па далечен? Колку истражуваш? Со оглед на тоа што имаш работено на твој сценарија? Па генерално
Не истражувам, не сум пишувала до сега нешто за да имам потреба да истражам. Или некоја професија која што можеби не ти е доволно јасно со што точно се занимава некој лик? Дали би истражувала, не знам за... Па секако тоа е, мислам дека е една од убавите ствари за да пишуваш, па што се учиш нови ствари, откриваш многу нови работи, ама на прва неам потреба да... Прво ја пишувам приказната, за приказната најчесто не ми треба истражување некое, ја имам веќе чим сум седнала да пишувам. Така. Ама еве, пример, не знам, за дипломскиот имав потреба да истражувам за срцеви мани, болести, начинот на кој што комуницираат докторите, за таксист. Немам потреба да истражувам, пошто се возам од такси. Ти се возиш, да, доволно е тоа. Тоа е Знам, истражувањето. да, што е, како е. Во принцип, некои ситници кои што само го ја надополнуваат веродостојноста на приказната. Така, кажи ми за методологијата на како го составуваш сценариото, значи го пишуваш од почеток до крај, знаеш крајот кога ќе почнеш да пишуваш. Кажи ми за начинот на работиш со подточки, го гледаш како сцени, збирка на сцени, каков ти е пристапот? Чуден. Ајде, добро. Како го составуваш, као Франкенштейн нешто да составуваш од идеи или... Не, најчесто имам една идеја, Добро. која што може да потекне од рандом, од приказна што ја раскажуваат. Пошто најчесто кога сум од друштво, јас сум таа што ќути, другите зборат и јас слушам и впивам и следниот ден имаме сценарија. Јасно. Да, ама генерално многу рандом ми доаѓаат идеи, ќе прочитам статија, ќе прочитам вести и на крај, после неколку верзии на сценариото, врска нема тоа што сум го прочитала со сценариото. Добро, ама те иницирало на патешествие, Еден така? дел, да. И после тоа, како почнувам да пишувам сценарио, си создавам нешто свое. Сега конкретно тоа ми се случува за магистерскиот филм. Прочитав една статија, го преточив у филм, еден момент, еден сегмент од таа статија постои во филмот, све друго тоа е базирано на мое лично искуство, од малото, од кое што сум порасната, од луѓето со кои што биле таму и сите тие луѓе се некои ликови во филмот. Супер, значи рефлектираш од реалност, меѓутоа сепак треба да има иницијална каписла, нешто да те мотивира да почнеш на Па да. без разлика од кој извор ќе биде тоа, дали статија, дали некое кажување, доживување. Кажи ми, докаде па би дозволила компромис на твое дело? Имаш некоја црвена линија која што викаш, не, ова веќе интегритетот на делото би го загрозил. Во која смисла компромис? Има многу компромиси што може да се случат. Во стадиум на сценарио, кога би рекла нема да одам наваму, од овој момент натаму, ова не е повеќе моје сценарио. Има нешто што викаш, окей, ова не би дозволила никогаш да го има во мој филм или не знам. Некоја таква, си поставуваш такви ограничувања кога пишуваш или си се соочила можеби со такви некакви ограничувања? Не сум се соочила искрено до сега. Добро. Значи не си ставаш такви обструкции на патот, као да ти биде загрозено делото, да си речеш, окей, ова нема да биде филм на Тина повеќе, ако го направам тоа. Немам такви. До сега не сум имала да ми текне нешто и да речам не, ова нема да биде. Така? Не се случува? Не сум имала до сега такво искуство. Сега во твоите филмови имаш неизречива болка, која што е воочлива кај ликовите во самите сценарија. Кажи ми, зошто те плени да пишуваш за неа? Колку па филмична и бара вешти актери да ги долова пред се тие неискажливи стадиуми на болка? Или траума, или тегоба, што и да имаш? Што те плени да е составен дел од филмот? Па, не дека сум фасцинирана од тоа да пишувам цело време такви приказни, ама валја тоа ми е најблиско и најлесно, затоа што знам или од лично искуство, или сум се дочела некој што поминува низ некој што. Така. И најчесто ми е до периодот од животот. Океј. Три кратки филма се за... Добро, океј. Сепак имаат некаков си лајт мотив кој што се провлекува сепак. Како и самата што кажа, не дека има комедија тука, туку има, да, сериозни проблеми со кои што се соочуваат ликовите и
тие водат во конфликтни ситуации и со себе и со околината, нели? Па најчесто тоа што ме придржува до сценариото е една нишка од мене која што постои во филмот и која што сакам да му ја поклонам на филмот и да се тргне од мене, не знам за тага. Тоа беше една загуба која што се проживеа у филмот, супер функционираше за филмот и екзорцизмот е направен. Така некако од мене за филмот. Доста ми беше мене, еве ти го тебе. Да, носи ја сега ти. Носи ја така. Не знам, најверојатно така. Така, супер. Колку па е важно на факултет да се прават грешки во сценарио, односно дали се расте како сценаристот? Мислам дека не само сценарио, дека сите грешки се добре дојдени, ама ако се воочат за да не се повторат пак. Така, да не станат во лоши навики кои подоцна во кариера нели би ги повторувале. Да. Би адаптирала туѓ сценарио, туѓ расказ, би работела на туѓ дел? Секако. Само што имам еден став дека особено за расскази, романи и текстови воопшто, дека има една доза на одговорност, особено од веќе реномирани и признаени дела. Добра. Тоа една година студирав општа и компаративна книжевност и се восхитувам на луѓе кои што имаат храброст да адаптираат признаени дела, затоа што е одговорност, имаш ти искуство како читател на некое дело и ти си создаваш слика во твојата глава и некој ти го прикажува тоа на друг начин во филм. Да. И е скроз различно од тоа. Така. И е многу ризично, мислам дека за режисери има еднаш читав или дали разговарав со некој професор кој што тврда дека за филм можеби подобро да се адаптира лош расказ. Да, затоа што можеш само подобро да направиш, нели? Па да, не знам, пример. Јас сум многу плашена од адаптирање на некое реномирано дело во таква ситуација, што има веќе некаква фан база и веќе читатели кои во главата имаат замислено како треба да изгледа некој лик и како треба да изгледа некое действие од тоа дело. Да, пошто ја тргам од себе, ја точно знам кога читам нешто што како изгледа. Така. Ама тоа е затоа што тоа ми е начинот на читање, знам точно, не знам, собите какви им се кај да е действото. Сега тоа ако го прикажам на филм, сигурно твојата замисла нема да е иста. Нема да е иста, јасно. Зашто да ти го кршам филмот тебе со мојот филм? Да, ама ако не го направиш ти, можеби нема да биде никогаш ни екранизиран. И ќе остане само на карта. Или ќе се најде некој друг. Што ќе биде жртвено јагне, не мора ти да биде. Добро. Ќе се пишувам. Во ред. Во монтажа кажи ми колку се држиш до сценариото или се водиш исклучиво од снимениот материјал или па дозволуваш некаква измена? Многу се држам и до сценариото и до книгата на снимање и затоа ми треба многу храбар режисер кој што може да ме побие со тоа што јас како сум си го замислила нештото, дека и друг начин може да функционира. Така, значи не дозволуваш одскокнување во монтажа или не дозволувам, затоа ми треба, не знам, пример до сега најдобро искуство имам со Горијан Атанасов, затоа што он многу ми дава предлози и не ми кажува само на збор, него више ми го прикажува тоа и сум као да функционира. Пошто на збор мораш да го видиш, не. На збор фиксно одбивам, неќам не да го видам, он више ми прави верзија, ја гледам и сум као, добро. Да, така можеш само да процениш дали да. Да, и со него имам доста позитивно искуство. Така, колку па работиш на подобрување на динамика на некоја сцена? Колку си свесна дека, нели, секој гледач го нема тоа трпение кое што, не знам, јас и ти би го имале да гледаме некој филм, колку па губиш објективност во монтажа? Па најчесто не се задржувам многу во монтажа. Добра. И јас не знам колку имам точна претпоставка за тоа, пошто ти викам голем дел од тоа е како би било измонтирано е како сме го збореле со Димитаров за додека сме правеле книга на снимање и затоа најчесто таа динамика се постигнува кога некој друг ќе го изгледа филмот, кога ќе ми кажат овде тука можеш вамо скрати ова. Така си извадила некоја сцена за која ти е мака? Не. Не се случило да сега да фрлиш? Мака ми е затоа што сме се мачеле на снимање. Тоа ќе ти биде тоа. Жално ема вистини тоа. Кажи ми за поглед на музиката во филм, колку тебе ти е важна и што може да придонесе во едно твое дело?
Па музиката ми е многу важна затоа што не почнувам филм ако немам музика за филмот, односно не можам да пишувам сценарио ако немам една песна која што иде на репит дур пишувам. Океј, таа те води, добро. Да. А за филмот како завршено снимено дело, најчесто после од кога ќе го гледам филмот си размислувам, аха, тука може, тука вака. Ама не сум нешто фан на, барем до сега на филмовите што ги имам, не знам, на последниот филм со тоа имав проблем, ја не можев да замислам, знаев дека има потреба, ама не знаев каде, кој момент би ја ставила. Се забележува тоа во твоите дела, каде што дозволуваш на дизајн на звук да доминира визави скор. Меѓутоа, дали сметаш дека би било можеби корисно студенти на ФМУ и ФДУ да соработуваат помеѓу себе? Чисто колку за стекнување искуство, што би можело музика, не знам, да направи кога е наменска за еден? Тоа јас имав можност, мислам, имаме предмет на ФДУ што се вика применета музика и го предава професорката Дарија Андовска. Така. И со неја имав многу позитивно искуство и имав можност на Living Music проектот што е на Cinedis. Таму имавме можност да бидеме дел режисери со музичари и да сватиме малце повеќе како се создава музика за филм. И мислам дека да, треба да се, не знам дали јас сум се поврзала со студенти од ФДУ, од ФМУ. Не знам, не го памтам тој процес, ама да, јас имам контакти со студентите, можам да пробам, сакам, соработував, ама мислам за треба да се натераат повеќе, дека не доаѓа тоа туку така. Така. Меѓутоа е важен дел и зошто кога тие веќе изучуваат музика, зошто да не се споиме. Има, нели, за некаква цел да биде водено изучувањето. Сега, што бараш од еден директор на фотографија? Што има Димитар Атанасовски? Што го нема другите? Трпение. Океј, добро. Тоа е еден од факторите, најверојатно. Друго е способноста за кадрирање. Да, тоа нема збор за тоа, само мислам дека истото што го кажав и претходно за актерите, многу ми е битно да ми е пред се другар, да му верувам и после не се разбира за многу сме слични у желбата што ја имаме, у стилот, у начинот на кој што работиме, пошто кога правиме филм. Тоа е, што и да се случува друго, не ни интересира, ке работиме цела година на страна за да собереме пари за да снимаме филм. Тоа го имаме двајцата, на страна сите други работи, да, на снимање може да се испотепаме меѓу нас, ама знаеме дека јас сакам најдобро од него, он вајда сака најдобро од мене и работиме еден за друг. Така, кажи ми, има ли место за дистрибуирање на кратки филмови освен на фестивали? Односно, дали може да се најде начин, например, да бидат прикажани во киносалите наместо трейлери или па специализирани платформи да имаат посебни секции. Со оглед на тоа што гледаме дека ако не го начекаш, например, не знам, тага да биде прикажан на фестивал или доколку не го прикажете на одреден настан, можеби нема да може некој да го гледа во тој момент. Сметаш дека има потреба барем кратки филмови да најдат некаков начин да може други да ги гледаат надвор од рамките на сега и овде? Па мислам дека за кратки филмови веќе постои начин, мислам дека на Глей платформата веќе има кратки филмови македонски. Мислам дека поголемиот проблем е со студентски кратки филмови, кои што се на фестивали, али тоа е пак фестивали кои што имаат студентска селекција. Точно. Немаат баш можност и единствената можност ние што ја имавме како студенти е академска сцена. Така. И тоа е пак еден процес, пошто таму има испити, има испит актерска игра, има испит театарска режија, играње испити пак. Сакаме да направиме хуманитарен настан, нема место за краток филм, ќе ставиме долгометражен филм затоа што ќе привлече повеќе публика. И мислам дека само академска сцена ни беше единствената можност вон фестивалите и нели ако ти му текне на некој да ти пише да му пратиш линк. Да, за да ви прикажам. Меѓутоа сепак сметаш дека има потреба да допре до пошироката јавност за тоа што сепак ова се кратки филмови кои можеби би ги тангирале затоа што се правени за нив, а можеби немаат ете можност да ги погледнат, не знам. Па поголема, не знам, јавна свест. Треба
да постои сега, да не биде секоја вежба што имаме на факултет дека мора да оди Добро, некаде, окей, да, селекција небитно. мислам дека треба да се даде можност за поголема видливост на тие кратки студентски филмови. Така. Значи барем да кружат, не знам по факултети или да кружат, не знам. Некакви барем годишни прикажувања да има. Надвор од рамките на ФДО, мислам вие си ги знаете. Јас со еден филмовите. момент почна само вака да ми стигаат нотификации на Инстаграм дека тага се прикажува на Уким Плато нешто, пошто јас скроз дигнав раце и го Океј. препуштив филмот. Не се интересирав. Не Добро. не очекував луѓето да ме прашаат дали може, пошто да се разбира дека може да го Океј. пуштите филмот и затоа више Мартина Петреска на колешка само го праќаше и ќе ми пише и Океј. таму ти е Таму и филмот. таму игра, да бе да. Така. Да, исто една работа што по иницијатива на Мартина се случува на факултет, тоа е Hi-Fi. Мгм. И Hi-Fi е создадена како платформа што се надеваме дека ќе прерасне у фестивал кој што ќе трае колку што трае Искумрахи. Океј. Кај што студентите од Лани имавме прво издание, дојдоа студенти од регионот, имавме можност да се запознаеме. Јас голем дел од нив ги знаев затоа што идев на фестивали Така. со нив. Ама ете, други колеги не се знае, со други не се знае, Добро, јасно, моите не колеги можеш не сите се да ги знаеш, да. да. И имавме можност да гледаме нивни филмови, да гледаат Океј. наши, да имаме платформа на интернет кај што се филмовите тука. Еј, сега они не знаат дека ние имаме повик за некој наш фестивал, им го Јасно. праќаме на наша одговорност, им ги земаме филмовите, ги праќаме и така да кружат повеќе филмови. Океј, значи имате соработка воспоставена со околните Па земји. да, ама тоа е уште уште нешто што треба да се развива и се надевам дека ќе продолжи, дека ќе го превземат и студентите кои што се сега Наредни прва генерации. година. Да, супер, одлично. Сега, на повеќите фестивали, ајде да речеме 2025-та, има условно кажано една неофицијална временска норма на време траење, односно не ни можеш да конкурираш со подолг филм од 15, да речеме 20 минути. Колку сметаш дека тоа може да биде на штета на некои филмови кои би се сведувале само на неколку сцени, например, на кратка форма? Па, Знам, зезнато е ова, затоа што сите се наоѓаме во таа рамка. не за знам, да- јас до сега филмовите ми се по 13-14 Фер. минути. Што ако имаш сценарио кое што знаеш дека на 20 ќе иде? Ако е добро сценарието, нека иде на 20 минути. Ќе жртвувам фестивал. Така е. Затоа Ама, еве сега магистерскиот, пак знам дека ќе биде под 15 минути. Јасно. Али еве, например, сега работев на еден краток филм, кај што мислам дека ќе биде околу 20 на минути. Така. И ќе се соочат И знам дека на дистрибутерите со некој тие фестивал проблеми. ќе има Да, проблеми, многу ми е криво за тоа. Ама знам дека филмот, верувам дека филмот ќе биде одличен, така што Да, ќе биде добар гледан филм, факт. жртва Меѓутоа, фестивал. јасно, ама многу фестивали веќе ја ставаат таа гранка, таа Штета. лимитација за нив, се разбира, затоа што селекторите реално не може да изгледаат се, тоа е факт, и затоа е ова излишна форма на лимитација на едно дело кое ќе избрка филмови како не знам, како Мавера или како бројни други дела кои што се 20 минути, например, кои ете, без разлика на квалитетите нема ни да бидат селектирани. Нема ни да дојдат во до таа можност. Меѓутоа некој што е 2 минутен филм нема да има тој проблем. Пример. Колку сметаш дека има па трендови на фестивалите кои им се приоритетни на селекторите и колку сметаш дека има некаква, не знам, фиксирана представа како треба да изгледа еден македонски филм во странски очи? Не знам, рурален, етноцентричен, можеби. Не знам, искрено, не. Дури ја имам некои очекувања. Океј. Мислам дека тоа е лошо што сме научени дека нашите филмови изгледаат вака. Тие- Така, ама би се согласила дека некаков белек од барем од страна, барем јас тоа го забележувам дека океј, македонски филм мора да биде таков и таков. Да, има тоа после дури јас самата себе си се фаќам кога изгледам, не знам. Мгм. Тој не знам, хрватски филм, ама не Океј. знаеш како изгледа, зашто го кажав Шо тоа. ако За... е... Па се Така? фаќам и себе си дека Да, го правам да. тоа и почнувам да го избегнувам за да не звучам така, ама факт е дека мислам имаме такви предрасуди и очекувања. Така. Мислам дека повеќе е до очекувањата за тоа како би требало да изгледа, но некаков Да. стереотип во главата.
Што може би е погумно затоа што нели филмот изгледа таков како што е создаден, мислам. Без разлика во која локација е правен, мислам, во која држава. Мислам, тоа се само граници. Меѓутоа постоечки се овие стереотипи, барем јас ги забележувам. И сега денес се снимаат повеќе филмови од кога и да е, кажи ми дали е тешко да се исплива еден филм од таа шума на информација, од таа хиперпродукција. Се доаѓа ли до вниманието на гледачот денес? Или е потешко отколку порано? Не знам искрено за ова. Добре. Со оглед на тоа што има што е можно повеќе и повеќе. Мислам дека некогаш има филмови кои што онака знаеш дека ќе има публика. Океј, Тие филмови добро. ми се одбивни ми се, го чекам да помине време, нека го изгледаат сите, ќе го гледам некаде. Аха, некој што е фаворизиран, не знам, од извикано име или така нешто. Па не, ама наеднаш има наплив на информации за некој филм и сите имаат Фама се создава. да и не само луѓе што се бават со филм, него општо сите кога ми го зборат ме напиња тоа и не ќе да го гледам. Добро, окей. Ќе си го гледаш кога ќе стивне фамата. Апсолутно. Океј, добро. Меѓутоа, што се добива од големо платно и што се заменува со малиот екран, односно со стриминг платформите? Може ли да го заменат во иднина? Според тебе? Па го заменуваат веќе, ама има една магија која се у киносала независно тоа дали е полна, се разбира дека ако е полна е прекрасното чувство дека сите се во тоа. Као колективно искуство. Да. Реално ние самите дома повеќе гледам филмови него у кино, Јасно. ама затоа што се подостапни. Така. Поисплатливо е, претпоставувам, мислам не Јасно. претпоставувам факт е дека е поисплатливо дома да пуштиш филм, ама искуството не ти го менува ништо. Така, изолирачко искуство е сепак тоа. Да. Токму поради тоа што гледачот се сити со мултимилионски холивудски филмови на платформи, кога ќе дојде да гледа домашен филм за едно стотина од буџетот на холивудските филмови, се случува да реагираат со негодување на неговиот изглед или не знам, начинот на кој што очекувале можеби да изгледа самото дело во споредба со мултимилионските филмови што ги гледаат. Колку публиката знае да цени и да вреднува нискобуџетен домашен филм визави странските? Сметаш ли дека се изнагледани доволно филмови за да може да ги проценат квалитетите? Па зависи од искуството на гледачот, мислам. Ако е малце позапознаен со ситуацијата, би требало да има разбирање, мада мислам дека и разликата не е до... Не знам, јас сум фан на филмови без буџет, тоа го кажав, така што не можам да зборам за таа страна. Така, меѓутоа знаеш, имаш пријатели, претпоставувам, кои што единствено исклучиво гледаат тоа што ќе им се сервира на стриминг платформи, тоа што е во киносала привлечно да се гледа, нели? Да, ама мислам дека исто така и тие луѓе не само не дека се незадоволни од изгледот на нашите филмови, него дури јас сум имала па многу поспротивно искуство кога ќе им предложам од типот на зашто гледаш тоа, да изгледа го овој македонски филм, сека ние ова вака. Ние ова можеме... Можеме со години, да. Само треба да се Ја положи имам многу повеќе такво искуство него супер. некој да е незадоволен. Океј, супер. Сепак, ја спознаваат домашната кинематографија на еден или на друг начин и добро е да ги има овие предлози што ги имаш дадено. Што сакаш па повеќе да гледаш во наши филмови? Какви филмови сакаш да има повеќе кај нас? Секакви, само нека има филмови. Добро, океј. Нека има квантитет. Нека се мислам, зборам од позиција на Добро. нека се снимат филмови, сега не да се снима све, али Добро. мислам дека има многу голем квалитет кај нас кој што треба да се искористи. Океј, супер. Кој жанр па никогаш не би го снимила, во кој жанр па би се пробала? Хорор никогаш. Зошто? Веќе имаш стравични елементи во твоите филмови да те Да, потсетам. ама не знам, хорор не можам да го разберам како жанр. Добро. И се разбира би се пробала во комедија. Океј, тоа јас би сакал да погледам од твоја страна. Би снимала на филмска лента? Се разбира. Така? И покрај тоа што нели си редуцирана со
можност, време, простор. Да, ама пак филмска Фокусот е друг. лента е друга магија. Така. Значи, кој ти се допаѓа најмногу од процесот на снимање? Предпродукција, самата продукција или постпродукција? Најверојатно пост одбиваме одма, иницијално. Добро. По метод на елиминација? Па не знам, тенка борба е тука помеѓу пред и... Уживаш и во едно и друго, да. Снимањето е најубавиот процес, Јасно. али предпродукција си има своји... Шарм има, така? Да, своји убави страни. Која одлика па треба според тебе да има режисерот за да биде добар? Да изгледа дека знае што прави. Океј, барем да се понаша така, да се никога не однесува. знае. Посебно, особено тогаш. Особено кога не е се под негова контрола. Добро, значи самоувереност. Па До некаде. Добро. не, да ти знаеш длабоко во себе дека не знаеш, ама терај. Добро. За ова прашање им го поставувам и на сите што ќе ми дојдат во емисија, чисто ради тоа што во светски рамки се поставува помеѓу нас критичарите и е проблем, односно male gaze и female gaze. Дали постои и дали го забележуваш барем тука помеѓу нашите автори? Во која смисла? Дали е еден начин на кој што колегите машки режисери кадрираат една сцена врз основа на тоа како кадрираат режисерки и што би се нарекло машки начин на кадрирање и како би се нарекло женски начин на кадрирање. Се дебатира на долго и на широко, кај да отвориш Hollywood Reporter, IndieWire, сите ја допираат оваа тема. Знаеш, кога ќе налеташ на некој филм, као... Да, сум налетала, ама не дека... Мислам дека постои некоја... Нема дистинкција, јасна, според тебе. Тоа е карактерно, повеќе го врзуваш, така? Од моето искуство во работа со постарите, повозрастните и поискусните колешки, мислам дека се многу поупорни и многу поамбициозни. Жените. Океј, добро. И така и треба да биде. И многу построги и многу по фокусирани на тоа, барем од моето искуство. Иако е многу поголем процентот на мажи режисери со кои што имам работено, ама да, мислам дека жените се многу по-спремни, за предизвиците да се соочат на самиот сет. Добро, и тоа говори пред се и со делата кои ги оставаат за себе и квалитетите кои ги поседуваат. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза пред да преминеме на твоите авторски дела, меѓутоа продолжение на емисијата слушаме рок-н-рол бендови кои како што веќе напоменавме доаѓаат од кумановската сцена, значи слушаме TV Rage, The Hip, слушнеме Ripsys, Sound Pollution и ќе се вратиме во етер да продискутираме за филмовите кои ги има снимено Тина. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре, со мене во просториите на 103 е Тина Величковиќ и во овој сегмент на емисијата сакам да поразговараме конкретно да преминеме на делата, односно да зборуваме за сето тоа што стои за твоето име и презиме, во контекст на филмската уметност се разбира. Со Боријан Стојков работевте на гарп на Долп куќата, каде масовна беше една гестикулација на народот и еден млад кромит остана фрлен на земја, недојаден во еден кадар. Работевте и со Лас Вегас на Бомскот 2, со паркиран автомобил покрај патот. Колку сметаш дека музичките видеозаписи може да овозможат креативна експресија за една режисерка? И деца. Фер. Деца е спотот кој што беше работен као краток филм. Океј, да. Па Лазе ми е еден од најблиските луѓе во животот и многу добар другар. Супер. Така што супер е тоа што имав можност со него да почнам, пошто на негова иницијатива и од Бомска двојката почна тоа да кидеме ке снимаме и снимаме и од таму трга до гарп кај што исто продукциски
освен што организиравме луѓе низ Скопје тоа да го прават, не захтеваше многу, ни требаше камера и луѓе. Така. И запосле тоа да се научиме како се монтира спот, што е поразлично од филм, како да го снимаме за да стигнеме до деца. И се надевам дека ќе продолжиме, пошто тоа исто тоа е бета работа, пошто филм правиме од љубов, ама да не биде, тоа не е професијата еден ден, спотовите со Лазе. Тоа е ултра љубов, тоа е... Така. Тоа е некое ново рамниште, некое ново поимање, да. Меѓутоа сепак наоѓаш начин како и тука да се изразиш, односно да изразиш дел од... Па да, и веќе со Лазе имаме некој, знаеш ова како да тука не препон со идеи, за секоја песна знаеш што сака точно. Тоа е добро, не лутате, да. Имам песна да правиме спот, врска немам ништо, песната ми ја праќа, имам ваква идеја, па се наоѓаме некаде. Ком добро, ќе ја земам камерата и идам што ти кажам. Супер, мислам, тоа е еден филтер да го наречам, кај што имаш простор да создаваш нешто, ама немаш ограничувања, немаш толку притисоци, има многу поголем простор, не зборам дека во филмот го немам тоа, ама филмот го сваќам многу како да вака сме замислиле, вака мора да биде. Мора да биде по секоја цена. Со спотовите, чекај. Тај вака, да и ова, да и тоа. Добро, значи импровизацијата таму на едно друго ниво е. На мега ниво. Супер. Сега знаеме дека во дефицит на пари на филмови режисери снимаат и реклами. Ако некој снима со години реклами, сметаш дека тоа стилско изразување може да се рефлектира и на авторските дела? Според тебе е добро тоа или? Сигурно тоа што го работиме во животот на овој или оној начин ни влијае во стилот на кој што твориме, ама зависи, нека не знам, еве реклами спомна, нека намерно некој филм сакаме да го представиме така. Зависи. Мислам дека може да се одвестува, да, за потребите. Да, ама не мислам дека е клучно влијанието на тоа што некој правел во животот, па така да му изгледа филмот. Океј. Тоа е колку ќе дозволиш нешто да ти влијае во животот. Така е, така. 7 смртни гревови, една интригантна игра на метафилм, во кој ликот додека треба да направи анализа на поглед на филм, потонува во сон и почнува да го сонува погледнатиот филм во кој прогонете од отелотворените смртни гревови. Има некаква стигма кај повозрастните професори дека студенти се глупираат кога снимаат соништа, односно зашто него не е најлесно решение како да оправдаш нешто. Сон. Стави го дека сонува, ама тоа што не верував на постарите колеги кои збореа дека многу повеќе би ги сваќале несериозно, многу повеќе би се опуштиле додека прават вежби, апсолутно би го направила тоа сега моментов, ама веќе е нели досна за тоа. Добре. Ама да, ова беше една интересна вежба, многу се смеевме, овде бевме 15 луѓе у 70 квадрати стан. Со опрема. Така што нема многу простор тука за маневрирање. Имаш разнобојни светла во ходниците. Намерно сакаше да интензивираш бои за да изгледа, не знам, сонливо, да би изгледа надвор од реалноста, или? Па да, затоа што и приказната е таква, сакам да представам гревови, тоа ме беше под влијание од семестарот претходно што го студирав на општа компаративна книжевност, така што сакам да се играм, да експериментирам, пошто мислам дека до тогаш имавме не знам дали не беше задолжително, али 90% од вежбите што ги правевме беа црно-бели. Океј, добро. И сега кога имав можност за боја, ќе ставам боја. Сета боја на светот. Добро, океј. А колку па сметаш дека може да се направи дистинкција помеѓу гревовите за толку кратко време? Никако. Така. Со оглед на тоа што се седума, го немаш ни простор. Ако ги познаваш добро, ако имаш навлезано таа анализа, ако си запознан точно со кој што греб, зашто е како е представен из митологијата ни светот, нели, ги препознаваш. Прв кадар ќе ги познаеш, да. Ги препознаваш, не обичен гледач. Да, првиот кадар. Али обичен гледач
Мислам дека необичен глед, него човек кој што не е запознат со тоа, Добре. му треба малце поголема експликација за кој што, зошто така се однесуваат. Зошто има такви однесувања пред се и ставови. Да, ама е супер, мене ми беше супер вежба за да како да не го нацртам тоа, ама како и да не биде па нејасно воопшто. Така и да не е на прва топка пред се. Мачка, односно филм за Мајран Величковиќ Мачар, 2021 исто така. Во минатото кога ќе видам филм од режисер, односно режисерка за нивен родител, тоа најчесто е обид да се дојде до човекот за успешниот уметник, па си реков, сега кога ќе гледам некакво си фалење на некоја си, не знам, купени дипломи на некој доктор со оглед на тоа што беше во прашање болница. Пак. Да, само што ти одлучуваш да го скриеш од гледачот факторот кој му го променил животот на субјектот. Па прашањето ми е зошто сакаше да ја скриеш состојбата во прологот. Намерно го направи, тенденциозно беше тоа, со оглед на тоа што нели не го знаеме ние субјектот, и одлучуваш да ни дадеш една верзија, односно еден пристап, да го дозираш тоа со текот на филм. Па со тоа што рече на почетокот дека јас како режисер правам филм за татко ми. Го представив татко ми како што го знам јас и како првите сеќавања и првите моменти. Прво што ми паѓа на памет тоа е неговата работа и почнува со месо, со животни, со такви работи. И негде на средина на филмот мислам дека се отвара приказната за тоа. Така. И тоа се на некој начин како јас го гледам тоа, како јас го гледам неговиот живот и многу ми беше напорно и тешко да го правам тој филм. Претпоставувам, меѓутоа имаш неколку кадри со животните кои што ги имаш доловено. Колку и да сакаме животни, прекрасно изгледаат, мислам, во делот на кланицата. Естетски морам да кажам дека во крупен план се застрашувачки, мислам. Имаш достигнато едно врвно естетско равниште на доловување на смртта на кадар. Колку и да не сакаш ти хорор филмови, се стравични. Колку па копањето во архивата на домашните снимки ти помогна да дознаеш што човек бил татко ти пред да се родиш, односно за младоста, кланицата, камионџиството. Колку ти помогна овој дел на спознавање? Па во принцип јас сум огромен фан на архиви, тоа не зборам за архивите што се во филмот и јас како дете и моите како млади. Општо многу сакам фотографии. Јас денеска правам 10 слики и за месец дена ги принтам сликите и ги закачувам дома на ѕид, пошто еден ден ќе бидат архива и неќам да ги барам у телефон, сакам да ги имам физички. Да. Добро. И мислам, не ми беа нови материјалите што ги гледав, ги знаев, пошто прегледувам константно тоа што има све. Така што само ми помогна да ја доизградам приказната, да ја оформам приказната, пошто нели тоа е потребно на документарец. Точно. Така што ти беа од помош, значи ти беше откритие и за тебе каков бил татко ти во младост. Па го знаев. Аха. Тоа ти го знаев преку архивите, пошто не ми беа непознати. Да. Ама ми помогна за да го представам подобро на гледачите. Така. Сега, животни, живот и живење се насловите во сегментите, 3Ж имаш во сегментите. До најситен детај ги изложуваш случувањето од бомбардирањето во Белград. Колку ти беше тешко да го уловиш поделеното од него? Со оглед на тоа што сепак е преоживување на травма. Со оглед на тоа дека дур снимав прв пат ја слушнав причата од него. Не беше запознаена претходно. Мислам, се разбира, знаев, ама знаев фактиот типот на он кога раскажува на некој па да слушнам или така, ама ника директно на мене да ми ги раскаже старите. Во дете, како што ги приложил. И ова беше првиот момент и знам дека само кога заврши да зборувам, ја исклучив камерата си, отидов и излегов. Од дома. Има тежина сето тоа. Да, и тоа беше последното, кога све другото што е во документарецот е снимано месеци пред тоа. Ова беше последното, ова беше во август, ја на крај на август требаше да полагам режија. И го чуваше за на крај да го снимаш. Да, пошто знаев дека после тоа нема да имам сили веќе за да снимам, да продолжам да снимам.
Сега, татко ти ниту е тужи државата, ниту добил оштета од државата, како што напоменуваш, но покрај непремостивите тешкоти и предизвици, кои не се откажува тој од неговите цели и намери и ништо нема да го спречи да игра чочек на свадбата на брат ти, како што можевме да забележиме. Колку ти беше важно да завршиш со ова позитивно мото, односно да кажеш дека покрај сите предизвици на животот, нели, желбата да се остане доследен. Па не беше тешко затоа што ме природно и мислам дека таа упорност негова ја имам и ја, пошто тоа е. Ти идеш, тераш, гураш. Колку потешко, толку не знам ова како звучи, ама колку е потешко, толку поише се мотивираш да се снајдеш и да успееш. Добро. Предизвик. Мислам негово тоа е екстра, Океј, јасно, ама јасно. е лекција за ние што се жалиме од све. Да, што на најмала препрека креваат раце луѓе и мислат дека е крај на светот, апокалипсата веќе има дојдено. Терор имаше едно поигрување тука со самиот наслов, со оглед на тоа што нели се поврзува со хормон кој што ти на еден илустративен начин си поигруваш со самиот назив. Неозможуваш влез во животот на Нина, која и по магистратурата не знае каде понатаму, по патиштата помеѓу кариерата и образување на семејство, во диалог со друштвото и очекувањата на сеприсутната мајка која што бдее во секој кадар зад неа. Колку сакаше да ги прикажеш овие притисоци од околината во нашето општество кои ги занемаруваме, може? Па, очигледно многу сакав да ги прикажам, пошто ако не јас, барем дел од моите другарки се соочуваат со тоа. Така. И да не е директно од фамилијата и од родителите, општеството сигурно создава некој притисок. Така. Кој мора да се соочиш со него, сака да. Мораш да се справиш со него. Дополнително на ова на приказнава во филмот е тоа што она не знае ни кај тера, ни што сака. Океј, да, приоритети е кариерата. Добро. Ама да, нели зашто еден момент у животот нема да се одлучи за таков под наводници традиционален семеен живот, ама пак тука дополнително на тоа е ако имаш ти некој здравствен проблем и те притиска околината и тоа е предпоставам најлошото нешто што може да те го приреди околината околу тебе. Дефинитивно е сега клиничката диагноза тумор на хипофиза ја загрозува можноста за имање деца кои до тогаш можеби не биле предмет на интереси на самиот лик, но кога ќе се ускрати можноста и направи споредба со мајки на улица, се добива удар од согледбата пред се да се тажи за нешто што нема да се има. Сега колку знае овој лик што сака во животот или па тажи за тоа што го имаат можеби другите повеќе? Па мислам дека тоа што не знаеме дали сакаме да го имаме, кога ќе изгубиме можноста да го имаме, ни станува попримамливо. Тоа мислам дека човечката природа е така ни налага. Тоа што го немаме да го посакуваме. Да. Сега од секогаш беше зацртано да биде црно-бел и на што се должи одлуката пред се? Затоа што ја и Димитар така си го замисливме. Од пишува на време на пишувањето. Јас друго пишувам, он друго чита без да збориме. Беше така ни се сите филмови, ја мислам и он ми го потврдува тоа или он кажа ја мислам дека ова треба вака да биде, викам да супер така си го замислам. Така, значи на иста бранова должено бевте околу ова прашање. А зошто поогледалата се важни за еден таков интроспективен филм? Со оглед на тоа што ги има неколку. Па пошто мислам дека е супер начин да се представи тоа соочување што го има сама со себе и ако го избегнува. Во континуитетот од околината, ова нема бегање тука, можеби нема говор, меѓутоа одразот е тука. Па не, ама и не само за околината, него често пати јас се фаќам себе си како правам нешто за да се дефокусирам од тоа што го мислам постојано кога не правам ништо. Ама тука си, кога си се гледаш, не можеш. Нема бегање. Те потсетува. Да. На себе си пред се. Присуствував на изведбата на Live Music, каде се свира наменски напишаните свети за твојот филм. Колку сметаш дека придонесе музиката за да се потенцира таа неискажлива тага на молчеливиот лик? Па тоа беше супер процес затоа што мислам дека многу надополни, има многу повеќе
музика искористена како саунд дизајн за точно одредени моменти кои што се репетитивни во текот на целиот филм. И мислам дека така успеа да се доизгради тој јазик со кој што се трудевме визуелно да го направиме. И на крај нели музиката која што помога да се помогнува да се долови таа емоција на ликот. И се асистираш и на Мавера, на Ибрахим и на Бесценета на Јованов. Бату беше во емисијата и напоменавме во 2 сати разговор за неговиот краток филм, кој сметам дека е еден од најдобрите снимени кај нас. Кажем, сподели ми ги впечатоците од работата, односно од потешкотиите на кои се соочивте со оглед на тоа што се целеше на специфична естетика која што е прилично повисока од тоа што се имаат можностите да се долови. Барем јас така ја доживам. Па јас не ја доживам дека е повисока од можност, мислам, технички можности и финансиски можности. Само финансиски можности се тоа, ама не знам, единствениот предизвик беше можеби недостаток на луѓе, пошто сте на локација надвор од, не знам, обкружување, да. Сте мала екипа? Да, бевме мала екипа, ама искрено не ги памтам потешкотиите за тоа дека имаше многу работа околу светло и многу чекање и да, поставување, значи поголем дел се потроши на поставувањето на за сцената. Тоа ми беше прв проект како претходно што кажав, ама мислам дека мене ми е супер позитивно искуство. За Батук ни за Стеван не можам да зборам, ама мислам дека се задоволни со резултатот колку и да им бил напорен процесот за правење. Така, која способност според тебе е пресудна за асистент на режија, например? Претпоставам дека преферираш прв асистент, односно преферираш... Не, преферирам втор асистент. Втор, да? Да. Океј. Да, нели, техника првиот. Колку дознаваш табиети кога работиш со екипата на луѓето? Колку ти овозможува да избереш со кој би работела, например, во иднина? Па тоа е друго прашање, различно од асистент. Добро, ајде. Не, мислам, супер е, јас многу сега имав можност да работам прв асистент на еден краток филм од почеток до крај. Супер. И е супер, пошто не знам дали ми се погоди дека ги знам луѓето, ама точно знам на кого што ќе му смета, дали овој момент сака да пие кафе, дали актерката неќе да ти седи на дур се мести светло, дали оваа актерка сака 5 минути порано да се каже дека ќе снима за тоа. Што е важно за дали овој ќе ти се побуни ако останете пола сат покасно, пола сат ако се скрати паузата за ручек. И е супер да ги мислам дека е многу важно да знаеш да ги процениш луѓето со кои што работиш, за да можеш да одржиш еден баланс, една атмосфера која што ќе ти дозволи да работиш. Ко вторе исто така ми е многу забавно затоа што таму имаш актери кои што се исто така мораш да ги процениш со кого како да ги научиш, кои што сам мислам мене ме се би работела на филм. Така. Нема позиција која што би Океј. Сектор шминка. Добро, океј. Сепак Пошто не работав како гардеробер, само изјавив дека во животот само сектор шминка нема да работи. Добро, тоа најчесто и го работат луѓе кои што тоа им е преокупација во животот. Нема врска, мене не ми е преокупација, костимографија па работев како гардеробер многу. Фер, ама под мејкап подразбира и други задолженија кои што би имало потреба некој филм кој што бара предиспозиции и познавање сепак. Така, јас мислам дека прв пат го гледав пред точно една година, април, минатата година, филм за Ноќна одисеја на таксистот Јован, кој се разликува од останатите затоа што уста не му се отвора за разлика од другите таксисти. Со патниците кои што уста не затвораат, а кога и да се обиде да ги сподели неговите тегоби за губитокот на синот, нема кој да го сослуша, па дури и тој што може да го сослуша, го одбива. Твојот анти-Тревис Бикл, ја би го нарекол, затоа што Тревис уста не затвора, меѓутоа си има своја фрустрација. Колку е филмот одраз на свет во кој не се сослушуваме, а сите сакаме да не слушнат? Па мене ми беше повеќе одраз на тоа колку повеќе трошиме зборови, време на работи кои не се битни, а колку повеќе ни треба
време за да собереме храброст да кажеме тоа што ни тежи на душата. Добро. И тоа ми беше целата поента за на крај да изгледаш ти 13 минути за да од на крај кажеш што му е тоа Што му е целта, што му тежи, да. Да. И мислам дека тоа другите плямпати трошат време на цени за гориво и за која кафана што и сите други ликови што се појавуваат. Да, што се малтене беззначајни. Не, сите тие ликови се функција за да помогнат да се изгради приказната што е на Јован. Меѓутоа сметаш дека имаме загубена можност за сослушување во денешно време или? Не, само треба да го најдеш вистинскиот човек кој што вистински. те сослушува. Так, добро. Предходниот беше со твој филм со неможност за добивање деца, а тага е со губиток на истото. Филип Трајковиќ е заемниот чинител во двата филма. Тука треба да се да го носи со себе тој невидлив товар. Зошто баш него го избра да биде актерот кој што ќе носи таа тежина? Што имаше кај Филип што сметаше дека може да биде тој? Тоа беше многу чудно затоа што сценариото беше напишано за многу повозрасен актер. Аха, добро. И некако случајно се погодивме да разговараме за филмот, за тоа што го спремам и му ја раскажав приказната. Добро. Му се допана најверојатно на прва. Да, и дојдовме до момент кај што он мене ме убедува дека сака да го работи тоа и му верував во тоа што сака да го работи. Добро. На крај, пошто не го знаев јас во тој момент, го знаев вака. Така. Детално се немаше запознаено со него. Да, и мислам дека беше супер што се погодивме така да соработуваме. А што е со сопругата на Јован? Како завршил тој да биде таксист? Ќе ни дадеш? Да, мислам, ќе ни дадеш малце бекстори со оглед на тоа што ин медија стрес сме фрлени. Бексторито ми беше битно во процесот да работев со Филип. Добро. Сега филмот ми е од моментот кога почува до завршувањето. Добро, окей. Тоаш нека си замислат гледачите што и како сакаат за негово мислам дека предложка. тоа е убавината. Да, јасно се согласувам. Ја само да прашам да не има нешто што треба да знаеме дополнително за што би биле начела повеќе од тоа што го гледаме за самиот филм, некаква назнака. Колку можеме да воспоставиме сооднос со непознатите кај нас на возрастни години пред се? Дали сметаш дека таа доверба потешко се стекнува кога сме повозрастни со некого за разлика од тоа што може би имаш и ти пријатели кои цел живот си пријател со нив и многу полесно претпоставувам дека доаѓаш да те сослушаат. Сметаш дека како сме повозрастни се потешко стекнуваме барем такви пријателства или зависи и тоа од човек до човек? Мислам дека зависи не само од човек, него и каков човек е сретнеш, пошто јас со еден момент мислев дека ова е тоа се луѓето во животот кои што ќе им дозволам да знаат све за мене. Ама се појавуваат нови луѓе на кои што почнувам да им верувам со доза на сомнеш дека сега како се појави ти, зашто ти верувам, ама ти го оправдуваат луѓето тоа и не се штедам во другарството со луѓето и во споделување, затоа што може да испадне добро, може да испадне лошо, ако е добро ќе бидам среќна, ако е лошо ќе научам нешто, така што тоа е само само позитивно или негативно искуство, ништо тоа не е лошо. Само учиш. Да беше холивудски филм, епилогот ќе беше почеток на некаква романса, но не и во твојата тага. Не е ова холивудски филм, не е американски филм, би се навратила некогаш пак на ликовите како што се Нина или како што се Јован во подоцнежна фаза од нивниот живот во некаков си друг филм, или ги оставаш као во затворена целина? Ги оставам во затворена. Да, не би се навратила да не знам, да се прошетаат во некој кадар? Не. Не, добро. Помеѓу сопатниците има и пијани деца кои ги замараат татковците на телефон, па дури ликот на Микиќ споделува брачни совети на клупа. Колку овие вињети покажуваат дека и да сака да избега Јован од споменот на синот од дома, надвор секаде ќе го прогонува. Па тоа е само мислам дека од тој момент ми беше намерата дека
Не е тоа дека му се појавуваат, него што сакаш тоа гледаш. Океј. Ко баш денеска зборевме, не знам, за 23 како број. Добро, океј. Имам другарка која што сегде гледа 23. Дали стварно гледа или од тоа што мисли дека гледа мозокот и се фокусира само на 23, истото и со него. Или го гледала филмот Number 23, како и да се вика. Не, Него нема гледано? За ликот на Филип конкретно ми е дека он знам. таму му е мозокот, тоа Секаде ќе го гледа. ти кажи монолог од 18 страни, ако сакаш он ќе се фати за синот. Така, тоа го перцепира сам. Кажи ми колку дена траеше снимањето? Кој Пет. локација? 5 ноќи низ улици, низ Скопје, да. А која ти беше најтешка сцена на снимање со оглед на тоа што снимате во кола? Која ти беше технички проблематична за изведување со оглед на тоа што снимаш на улица, градот не ти е затворен, значи си изложена на се и секаде. Не знам, најтешко ми беше само вечерта кога беше ладно. Добро. Мислам дека технички Филип знае како возел. Добро, океј. Тоа што се ригува на кола со камери со Јасно. светла. И вози и глуми, ала Да, бара спретност тоа од еден актер, да. Меѓутоа нема друг со начин кола како што да не е снимаш. функционална, Добро. без грејење. Жртва за уметност, тоа е. Ја правиш. Напомена дека со Димитар ригувавте автомобил, возевте низ Скопје. Кола за таксист е малтене домна тркала, затоа што дома ги чека, нели, празнотија и бол. На што треба да се внимава кога се ригува автомобил? Со оглед на тоа што не секој режисер можеби има таа можност. Што би советувала дека е значајно кога се снима интериер на автомобил и колку би преферирала, не знам, да биде поразличен кадар, да го раскадрираш, не? Не знам, Не јас си во размислила на тој Па не, начин? пошто имавме рикување Добро. и тоа што го сакавме, тоа го добива. Така, не би размислила да друг агол да фатиш во А имавме автомобилот? опција да знам. си... Значи, размислуваше на повеќе аспекти, да... Да, ама имавме книга на снимање, знаевме точно Така. што немаше потреба да импровизираме нешто. Така, а што би избегнала, например? Чисто те прашувам како совет за доколку некој би сакал да ригува, на што повеќе да внимава околу процесот. Да избере ригување. добра кола. Океј, добро. Да, затоа што изгледа како камерата да тресе, не тресе камерата, колата е расипана и трокира. Така, значи бара поголема стабилизација и амортизација пред се тоа. На сакаш да колата. посочиш. На автомобилот, а не на опремата. И сега филмот беше награден на неколку фестивали, како што е тој на Сребреница, на пример, и се двои од останатите студентски филмови според мене, затоа што сум гледал драстично понеквалитетни од него, селектирани на други фестивали, а тага е светлосни години пред филмовите на ФДУ пред 10 или 20 години. Какви реакции добиваш од гледачите на филмот тука и странство? Прилично позитивни, со нели по студентските фестивали секогаш има некоја забелешка за ова, за некое прашање, подпрашање, зашто овде, зашто овој лик вака, зашто оваа реплика, ама генерално се позитивни коментарите. Најчесто, исто така, многу често од прашањата е за продукцијскиот дел. Добро. И кога им го кажувам буџетот, тука више престанува секој вид на муабет, затоа Така. што не изгледа на филм кој што е направен со 0 денари. Дефинитивно. Да, и тоа е најзапрепастувачки како е без буџет направен филмот. Почнувајќи тоа дека у кола на Рик, На голем број на локации и на голем во број на зима. локации. Што би променила па доколку би имала буџет? Да речеме дека имаш задоволителен буџет За тага, за тага. не би го терала Филип да вози. Фер. А кој би возел дублер би барала за него? Не, кола на вакво, на приколка. Фер. Тоа би заменило многу. Да. Со што си најзадоволна со делото, а со што најмалку? Најзадоволна сум од Филип и неговата игра. Така. Најнезадоволна...
Каде колата. Готово. Сватиме дека нема да се користи таа повеќе. Асистираш на режија на тинеџерските Тин Камп и едукативната Радиус. Колку се важни и потребни ТВ серии за најмладите да имаат содржини за гледање на наш јазик наместо да гледаат исти содржини од стримери? Мислам дека се многу важни, особено проект и серијал како што е Радиус. Така. Затоа што е проект, затоа што е серија кај што постојано се истражува, се откриваат нови работи и ние како екипа што имаме можност да го работиме тоа. Дури и за гледачите особено, пошто ние сме таму, го сведочиме тоа, Така. ама јас како Тина никад не би ми текнало да отидам на тоа и тоа место, Јасно. за да не ако не е Радиус. Така. И вака има можност гледачот да го види тоа, да научи, да открие, да има можност да го посети тоа место, затоа што реално многу од работите јас не ги знаев дека постојат, и зошто постојат, зошто се такви. Така што Радиус е едно прекрасно искуство. И за гледање и за работење, претпоставувам. И за работење. Дефинитивно. Да. Shadows on the Moon. Тамара Ристовска, Симона Спировска во болница. Толку можеме да забележиме од кадрите кои што И и се на Ања располагање. Ања Митич. За што се работи, до кој процес е дојден и што можеш да ми кажеш повеќе за овој филм? Зашо го немаш цел каст? Од толку што можевме да забележиме, ти си ги знаеш останатите. Да, Ти можеш да ги напоменеш, ова е Тамара моментот. Ристовска, Симона Спировска, Жаклина Петровска, Дамјан Готовски, Никола Ристевски и главниот лик го игра Ања Митич. Така. Станува збор за млада стажантка по медицина во болница, која што се соочува со несекојдневна случка, Добро. поврзана со едно дете, која што има можност прв пат да се сретне со смртта и она сака да му помогне на било кој начин, односно да го одложи тоа негово среќавање и запознавање со смртта на тој начин. И целиот ден си го посветува на него, со можност да си ризикува многу од своите ангажмани на работното место што ги има. И прави една мала жртва и раскажува една многу прекрасна приказна за сенките на месечината. И со тоа му помага на детето да разбере некои работи многу поневино и многу по-детски од тоа што реално се во животот. Меѓутоа ќе му доближи очигледно дека некои аспекти од животот на возрастните кои би ги совладал на подобар начин. Докаде е работата на овој филм? Кога би можеле да го погледнеме? Во која фаза е? Па во завршна фаза, мислам више праќан по фестивали. Добро. Да, чекаме више резултати Добро. и ќе може да го гледаме на фестивали и се надевам летово. Така, во текот на годината, значи би го погледнале. Идни проекти. На што работиш моментално? Работам на еден краток филм, Добро. кој што би требало да го снимаме надежно септември или октомври. Добро. Есен. Да, Истата екипа со која што работиш или има дополнителна промена? Техничка. истата Плюс минус, екипа добро. се надевам со која што работам, Добро. Океј. затоа што не би ги сменило за ништо. Добро. Дел истите актери, Добро, супер. дел други актери со кои што многу би сакала да соработувам и се надевам ке соработувам. Така, краток филм предпоставам и тоа ќе биде? Да. Добро. Значи, не очекуваме комедија или да очекуваме комедија? Многу поведро од ова до сега, со нијанси на комедија. Добро. Дози мал. Првите Да, дози ама- нијанси ќе ги Дали добиваме. пак има нели социјална драма, како и секогаш. И треба да има, затоа што е составен дел од твојот ракурс, не? Кажи ми за крај што е последно што си погледнала, да препорачаш некој книга што ако си прочитала, филм, серија, нешто што ти оставило тебе впечаток во последен период. Мислам дека сите оваа недела не остава впечаток White Lotus. Океј, добро. Мислам дека у тоа сме сите. Ете, тоа е единствената работа која што сите ја зборат и не ја одбив, него ја гледав. Океј. Јас не ја гледав затоа што чекав да излезе последната епизода, за да можам конечно да седнам да ја гледам. Добро. Задоволна си во споредба со другите сезони?
Или ти ги фаворизираш претходните, некој? Не знам, мислам дека ќе треба да ја прегледам цела од Океј, почеток добро. до крај за да изфаворизирам нешто. Добро. Друго последно, Затоа што јас сметам се уште дека првата сезона е недостижна. Барем за втората, некако не знам, бев морам да ги разочаран. изгледам пак сите од почеток за да можам Океј, да изгласам добро. најдобро од трите. Добро, окей. А си задоволна претпоставам со третата и со Да. изборот на проблемите кои што се опфатени од новите ликови? Добро, значи се на ниво наравниште. Добро. Окей, филм. Надвор од White Lotus. Универзумот. Кој последно ти оставил впечаток? Не знам, вака. И онака би рекла, окей, ова вреди да погледам, што е можно повеќе како safe place. Што ми го напомня? Па тоа имам проблем што најчесто гледам филм и ако не ми остаи нека ептен. Силен впечаток ако не остави? Да, небитно позитивен или негативен, ми треба време за да ми текне нешто за да предложам. Вака ако ќе ме праша некој кој филм да гледам, не знам. Снајди се. Добро, тоа да погодиш Снајди табиет туѓ за гледање, после ти ќе бидеш виновна ако не им се допаднал, така? Ќе биде кај најде ти овај да ми го препорачаш. Да. И такви коментари ќе Така што добиеш. сега Јас во сум моментов не ми текнува што Добро. сум гледала последно вака за да можам да го препорачам. Добро. А во контекст на литература? Моментално сум обседната со раскази на Хемингвей. Океј, добро. Би адаптирала некојаш нешто? Хемингвей го нема, не може да се буни. Или варијација на тоа би направила, како твојот колега Раша што направи. Пример. Мојот колега Раша. Да. Тој имаше еден потфат каде што зема мотиви од Хемингвей за да комплетира негов филм. Би направила нешто такво? Сигурно. Да. Да, ама не скроз адаптација, него... Не, мотив. Да. Не мора да биде од збор до збор, не зборуваме за тие ликови, за таа локација, меѓутоа некој мотив да те привлече. Добро. Значи, ете, пак ќе дојде до некаква адаптација на крајот на денот. Што музика слуша? Тина? Зависи од периодот и зависи од што исто како филмовите гледам, Така. пошто сум опсената за тоа и истата песна ќе се врти дур не и помине времето. А која е последна филмографија на некој режисер кај што си седнала и си рекла сега ќе гледам све од тебе, мајстор? Последен момент кога си рекла као, чекај, сега Не сум имала време студиозно. последните Освен 2 Винона години. Рајдер. Последните Остави. 2 години не сум имала време да седнам и така да ангажирано да Студиозно, гледам да. нешто. Да, пошто сум од проект на Добро. Ама доколку би сакала еве да бираш некој, која би седнала еве вака ти фали? Тоа е процес, тоа не е седнувам сега имам, Добро. него тоа е истражување. Мгм. Зашто, кој што направил, Добро. што вакво, дали вреди, кое не е од типот на тоа што го кажав, не гледам трилери вако, него Добро. сакам да истражам за човекот за кој што еве да кој е режисер, Мгм. да му го истражам животот, Добро. за да знам од прилика у која фаза кој филм го правил и според неговиот живот, така ги анализирам филмовите од кои Паралели ги ќе правиш помеѓу Да, едни и тоа ми треба време. Не можам сега да имам време ја да седам тебе ке Супер. првиот Камо да режисер. го имаш. Камо Ама да го и- имаш тоа време. Да си посакувам такво време кај што ќе можам да се посетам на гледање филмови. Ама сега сум у фаза на посетување на правење. Добро. Тогаш ти посакувам многу успех во оваа фаза на правење на дела, со тоа што се надевам дека Shadows on the Moon, а и идните проекти кои што ќе ги работиш ќе допрат до својата идеална публика, односно публиката ќе може да ги препознае квалитетите кои би ги поседувале и ќе се поврзат со ликовите со оглед на тоа што се пишувани и се инспирирани од нивна околина и од нивно окружување, поминало сето тоа низ тебе и создаваш еден дел од нашето обкружување, од нашето општество и се рефлектирам нели во тоа. Ти посакувам многу успех со сите потфати кои што Фала ќе ти. ги имаш и во иднина ми дојдеш пак да продискутираме за нив додека ти се свежи во сеќавање. Фала ти, се надевам дека ќе имам уште можност за разговарање, ќе имам некоја филмографија седна што ќе ја прегледам и ќе дојдам со понуда. Добро. Те држам Со до понуда збор. што треба да се гледа. Дефинитивно те држам до збор. За крајот на емисијата ќе направиме еден
краток избор дополнителен од кумановската сцена, која што не смееме да ги заобиколиме тоа трачери. Слушаме Divine, потоа ќе слушнеме инструментални композиции кои се во изведба на White Noise на White Room и ќе слушнеме Авелина и Кара за самиот крај на емисијата. Јас сум Затко Ѓелевски, го затворам 607-миот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Дојденото издание на Дансе Макабре, гледајте ги филмовите на Тина Величковиќ и слушајте повеќе, зборувајте помалку.